Почитувани, студентите во студентските домови во Скопје не живеат, тие преживуваат. Наместо нормална храна им се сервира храна полна со бубачки и од пушоци. Студентите во Стив Наумов вчера наместо ориз со месо за ручек добија ориз со бубачки. Оваа слика објавена во медиумите, на која се гледа дека наместо јадење на студентите им се сервираат бубачки, е згрозувачка. Пред само еден месец студентите во таблата за леп добија отпушок од цигара. Ова е недозволиво и нечовечки. Недозволиво и трагично е во студентски дом, каде студентите плаќаат за својот престој, да се соочуваат со крајно нехумани услови за живот. Студентите не плаќаат за да јадат бубачки од пушоци. Тие заслужуваат нормална храна и заслужуваат нормални услови за престој и студирање. Родителите, кога ги праќаат своите деца во студентски дом, ги праќаат со мислата дека таму ќе бидат сместени и ќе добијат нормална исхрана. Наместо тоа, тие добиваат бубачки и од пушоци во јадењето. Зоран Заев, Рената Десковска и Стефан Богоев ги лажеа студентите. Тие се сместија во нивните удобни фотели и заборавија на студентите. СДСМ ветуваше подобар студентски стандард и подобри услови за сместување и живот на студентите. По само 10 месеци владење на СДСМ, условите во студентските домови не само што не се подобрени, туку се влошени. Студентите се жртва на лагите на СДСМ. 10 месеци власта нема направено ништо за студентите. Лошата храна и услови мора да станат минато, бидејќи студентите заслужуваат подобро. Ви благодарам. Почитувани, студентите во студентските домови во Скопје не живеат, тие преживуваат. Наместо нормална храна им се сервира храна полна со бубачки и од пушоци. Студентите во Стив Наумов вчера наместо ориз со месо за ручек имаа ориз со бубачки. На оваа слика во медиумите, кој што беше објавена во медиумите, се гледа дека наместо јадење на студентите им се сервираат бубачки и оваа слика е навистина згрозувачка. Пред само еден месец студентите во таблата со лебот добија отпушок од цигара. Ова е недозволиво и нечовечки. Недозволиво и трагично е во студентски дом, каде студентите плаќаат за својот престој, да се соочуваат со крајно нехумани услови за живот. Студентите не плаќаат за да јадат бубачки од пушоци. Тие заслужуваат нормална храна и заслужуваат нормални услови за престој и студирање. Родителите кога ги праќаат своите деца во студентските домови, ги праќаат со мислата дека таму ќе бидат сместени и дека ќе добијат нормална исхрана. Наместо тоа тие добиваат бубачки и од пушоци во јадењето. Зоран Заев, Рената Десковска и Стефан Богоев ги лажеа студентите. Тие се сместија во нивните удобни функционерски фотели и заборавија на студентите. СДСМ ветуваше подобар студентски стандард и подобри услови за сместување и живот на студентите. По само 10 месеци владење на СДСМ, условите во студентските домови не само што не се подобрени, тие се влошени. Студентите се жртва на лагите на СДСМ, 10 месеци власта нема направено ништо за нив. СДСМ нема капацитет да направи подобри услови за студентите. Лошата исхрана и услови мора да станат минато, бидејќи студентите заслужуваат подобро. Ви благодарам.